Додека едни мислат дека ноќта на вештерките е уште еден американски празник од комерцијален карактер, други се радуваат и го празнуваат. Ноќта на вештерките традиционално се прославува на 31 октомври вечерта, а празникот од година во година станува се попопуларен и кај нас. На овој ден сите што го прославуваат се маскираат во маски и костими на вештерки и учествуваат на организирани маскембали во дискотеки и клубови. Ноќта на вештерките не е празник кој е поврзан со христијанската вера, но започнаа да го прославуваат и кај нас, посебно во училиштата и градинките. Од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги, еве што велат за празнувањето на овој ден. Ова празнување, или доколку можеме да го наречеме празник, влече корење од келтските религиозно-пагански учења кои што имале еден ден кој што се поистоветува со денот на сите свети кој што го празнува црквата, но малку изобличено и да речеме му е дадена една димензија која што не е во склоп со православието, а тоа е обично луѓето се преправаат, се маскираат во некои, да речеме, ликови кои што имаат темонска содржина, дали ќе биде некои вампири, чудовишта, знаеме дека заштитен знак на ова е тиквата. Значи, овој празник повеќе добива едно комерцијално значење. Знаеме дека во Америка, во тоа капиталистичко општество, сите тие празници се искомерцијализирани за поголема потрошувачка, но како таков влегува и во нашите полека, но сигурно на една широка врата го пречекуваме, влегува во овие краишта, па дури како што имаме некои сознание во тоа е метнато и во едукативниот систем, наводно децата. Според социолозите и познавачите на религиските науки, овој ден нема никаква врска со нашето општество, традиција и култура. Други пак сметаат дека дури е опасно и штетно доколку се дозволи да влезе во празнувањето на овој ден и Македонија, бидејќи на овој ден се слават злото и неморалот.